Се работи за четврта книга посветена на творештвото на Блаже Коневски под наслов Како го читам Коневски. Во неја се собрани и објавени 30 вкупно искажувања на разни македонски автори, кои од нив како го чувствува, како го чита творештвото на Блаже Коневски. Има и 3 песни кои се објавени внатре, посветени и инспирирани од творештвото на Блаже Коневски. Така што книгата сметам дека представува уште еден придонес кон проучувањето на делото на Блаже Коневски и на некој начин го афирмира, така да речем, неговото духовно присуство и денес во нашата средина и неговото значење во македонскиот воопшто културен живот и во нашето културно обстоење. Нема повиден лингвист светски кој не е напишал нешто за Блаже Коневски. И како лингвист, а и како поет. Блаже Коневски е икона на македонскиот јазик, великан на македонската национална мисла. Јас во оваа книга, што денеска ја промовираме овдека, имам уводен текст под наслов Блаже Коневски наддржавен авторитет на своето време. И јас нормално тој наслов морав да го образложам. И кажав некои случаи каде што Блаже Коневски поби ставови на државното и партиското раководство. Јазикот се брани сам од себе. Јазикот го бранат сите говорители. И додека има говорители, и ќе има и јазик, и ќе има однос спрема јазикот. Јас сум оптимист. Јазикот само може при добри услови, при услови на добро проучување на институции кои што е универзитет, кои што се факултет, кои што се институти и други, ако имаат поголем напор и да им се овозможат, да им се дадат подобри услови за работа, да го развиваат понатаму јазикот. Коневски се чита секако. Коневски се пее, Коневски се плаче, Коневски се смее, Коневски довикува, советува, укажува и на крај Коневски забранува да се заборави она што е корен на македонецот, неговиот мајчин јазик, со кој што и Свети Павле влегол и не запознал нас како македонци во оваа света земја Македонија. Поезијата од Коневски ја обожавам и ја сакам исто колку Библијата. Секојдневно ја читам, иако ја знам напамет. Кога ќе ја прочитам, секој пат откривам нешто ново и тоа ново го внесувам во мојот стил на рецитирање и секое рецитирање мое е поинакво од претходното. Минатава година излезе мојата книга Мојот професор пророк. Можам да ви кажам дека доживеав со оваа книга 17 промоции во разни градови во Македонија, но сакам да истакнам еден централен настан. Бев поканета да се промовира книгата во Солун на меѓународен саем на книгата пред многу странци, автори, поети, научници. Костас Валетас, нивниот најпознат поет грчки, одржа слово за книгата и за Блаже Коневски. И на крајот заклучи: штета е само што Коневски не ја доби Нобеловата награда. Аплаузот од сите странци и од сите присутни беше голем. И навистина се радував дека Блаже Коневски
продира повторно со една нова сила кај луѓето. Ние го говориме, го имаме тој јазик, никој не може да ни го одземи, а дека треба поголемо внимание, да речеме Институтот за македонски јазик, Катедрата за македонски јазик, треба да добијат подмладок кој ќе работи, а го имаме. Јас лично знам студенти дипломирани на филолошки факултет, кои се, да не речам, перспективни научници, меѓутоа тие работат на некои споредни места, на споредни работи, што значи треба да се обрати внимание. Треба тука да се обрати внимание, секако дека имаме вредни студенти, може ситуацијата да се подобри и верувам дека ќе се подобри. Како? Со внимание, јас се сеќавам, години немавме подмладок асистенти на Катедрата за македонска книжевност, да речеме. Меѓутоа, тоа мора да се обнови, мора да се обрати внимание, како што реков, знам одлични дипломирани студенти кои работат на несоодветни места, а не родени за науката, за јазикот, да не ги именувам, ги има доста. Големиот Конески е значаен на многу аспекти и за него е многу напишано и допрва се уште ќе се пишува, затоа што неговото дело е огромно. Конески како поет може да се чита со срце и со душа, меѓутоа од него пред се може да се земе знаење како учител, како филолог, научник, преведувач. Тој е еден од првите теоретичари на интертекстуалноста кај нас. И мислам дека секој што е почитувач на македонскиот јазик и на сопствената книжевност, прво треба да почне да учи од Конески. Тој е букварот за нас. Тој е како основоположник на литературниот современ македонски јазик, кој што и граматика и правопис, кој што сите ние ја применуваме. Мислам дека ова дело што денес е направено збирката на настани од колегите кои што го направи во чест на Блаже Конески, дава впечаток дека се што правил мора еднаш да се валоризира, да се каже, да се прикаже за идните генерации тоа да го следат и понатаму. Мислам дека се сопаѓа и она што се случува сега со јазикот во денешницата, кога сакаме и на светско ниво да биде признат јазикот, идентитетот на македонскиот народ, на граѓаните од Република Македонија и се она што го правиме во иднина, мислам дека ќе се вклопи со идеите и мислите на Блаже Конески, кој што остави силен белег во нашата историја. Македонија во изминатите 27 години се соочи со голем број на искушенија и предизвици. Тоа се случува и во овој период, ќе се случува и во наредните 20 на дена, каде што сме исправени пред сериозна историска одлука за Република Македонија за членство во НАТО и во европското семејство. Денес сме тука да оддадеме признание на еден од најголемите великани на македонската литература, Блаже Конески, и се што е во наша мој и како влада, и како министерство ќе направиме ова и наредната година, што повеќе да направиме и во културата, се разбира, тука и заменикот министер за култура, да постигнеме се со цел да она што значи вредност македонска и во делот на јазикот, се разбира, и во делот на целокупната македонска култура, овозможиме да тоа и граѓаните го видат и се разбира да продолжиме историјата која што Македонија ја има во изминатиот период. Денеска е 8 септември, би сакал да го честитам празникот на сите граѓани, кога пред 27 години се одлучивме сите да изградиме самостојна, суверена, независна држава. Денеска сме соочени повторно со една одлука која што ќе значи таа сувереност да ја потврдиме уште еднаш и Република Македонија да постане рамноправен член на најголемите сојузи во светот, безбедносниот НАТО сојуз и Европската Унија како врв на цивилизацијските придобивки. И имаме таа историска шанса и имаме шансата да не само Македонија стане членка на Европската Унија и НАТО, туку борбата на македонскиот народ да се оствари преку признавање и користење на македонскиот јазик на светско ниво. Во тоа име и во таа чест доаѓаме да се поклониме пред великанот на не само македонскиот јазик, македонската граматика и литература, туку воопшто на македонската државност, Блаже Конески. Како иницијатор
родната куќа на Конески да се претвори во спомендом Блаже Конески и како водич изминативе 13 години. Моја желба и желба на Музеот Прилеп беше оваа куќа да биде посетена од сите училишта и сите универзитети во Македонија. Досега може би имаше неко оправдување поради лошиот пат, но бидејќи лошиот пат му припаѓа на минатото, така да сега очекувам, а известено е Министерството за култура, Министерството за образование и наука, Советот за македонски јазик при Министерството за култура и Фондацијата за македонски јазик на Брегово да ги известа сите подрачни единици за образование во Македонија, а секоја подрачна во рамките на својата територија ги знае сите селски, така како може да се изразам, градски училишта и задолжително во школските екскурзии сите ученици да ја посетат оваа родна куќа на Конески, нешто слично како во Германија, каде во рамките на школските екскурзии задолжително секој ученик, секој студент мора да ја посети родната куќа на таткото на современ германски јазик Гете во Франкфурт, или да не одиме многу далеку, нешто слично како во Србија, поточно селото Тршич, секој ученик и секој студент во Србија задолжително што мора да ја посети родната куќа на таткото на современ српски Вук Караджич. Значи сонот на музеот и мојот сон и на оваа родна куќа е значи да се посетат сите, да биде посетена од сите ученици и сите студенти во Македонија.